Прошетката низ ова мало градче може да започне буквално од било кое место. Обиколката низ сокаците е едно неверојатно искуство. Тесни улички кои имаат толку многу душа. Овде куќите се архитектонска уметност, исклучително богатство за македонското културно наследство и сведок за едно поинакво време. Прозорците на амфитеатрално поставените куќи од двете страни на градот и коријата околу него го мамат погледот на посетителот што се искачил на овие височини. На една од таквите височини, од 1700 метри и околу 8 километри надвор од градот, се наоѓа манастирската црква Свето Преображение. Црквата била разрушена во 19 век, а во 1986 година врз старите темели започнало низиното возобновување. Во возобновувањето на манастирската црква свој придонес даде и македонската музичка звезда Тоше Проески, кој често знаеше да каже дека тоа е местото каде што го наоѓа својот мир. Локацијата каде што се наоѓа манастирот е преодна точка за планинските велосипедисти и планинарите. Идеално годишно време за посета нема. Крушевчани ќе кажат дека Крушево е идеално само по себе. Ако сакате снег и скијање, тогаш посетете го во зима. Но ако сакате ведри ноќи и пријатни летни денови, посетете го кога најмалку ве очекуваат. Спорт, многу вкусна храна, некоја приказна и совет од мудар крушевчанец, многу традиција, песна и природа. Крушево е домаќин на манифестацијата 10 дена Крушевска република, проект од национален интерес во културата.
настан кој ги обединува различностите, илустрирајќи го мултиетничкиот живот и културата во општината преку музика, поезија и проза и богата гастрономска понуда, а привлекува голем број туристи со својата атрактивна програма од 1 до 10 август секоја година. За љубителите на авантуристичките доживувања, Крушево е домаќин на авантуристичкиот фестивал Winning Крушево, кој се одржува покрај Крушевското езеро, како и манифестацијата Крушево низ Корија, со активности како што се планинскиот велосипедизам, планинарската тура низ Крушевската Корија и тандем летови со параглајдер. Со полетиштето на Мечкин камен, кое се наоѓа на надморска височина од 1400 метри, пристапен и безбеден терен и точки за слетување во близина на патот, Крушево се смета за едно од најдобрите места за параглајдинг во светот. Крушево во 2019 година беше домаќин на светското првенство во параглајдерство. Импозантна градба во Крушево е и спомен куќата посветена на најголемата музичка икона Тоше Проески, посетена од над 600.000 посетители, регистрирани досега.